Обилните дождови не го оставија регионот без проблеми. Прва попушти браната на Мантово и од утринава таму пристапни патишта и земјоделски површини се под вода. Веќе почнаа првите пријави до општина Штип за однесени пристапни патишта. Тоа е на местото викано 14 км и на местото викано 6 км. Исто така имаме неколку пријави веќе за поплавени земјоделски површини. Освен Мантово, критична и браната Градчека и Кочани, која е на самиот прелив. Калиманци и Мавровица засега се стабилни. Значи се следи комплетно дотокот, водостојот и временската состојба. Така да состојбата е стабилна, нема простор за некаква паника. Врнежите и прелевањето во делови од речните корита проблеми направија и на жителите на кочанските села при Бачево и Оризари. Житарите не посејаваме некои или остана. Уридите не се улева више, што не се улева, него за житарите не може улегнеме да посеја. Улиците кај нас се катастрофа се улиците. Не може, те со чизми одам нека се гледа. Улиците се као пуни, не може да се мрдне на таму. Одите во чизми? Одам во чизми, годиња, кокошки, се е под вода. Многу штета имало по полето. Ова многу важно го прави прашањето какво ќе биде времето од утре. Од петок до понеделник ќе биде стабилно, преку денот предежно сончево со ниски утрински температури, а преку денот ќе биде нешто повисока температурата. Ова е олеснување за сите, но само привремено, зашто коритата на реките се ризични, а сезоната на дождови и снегови допрва доаѓа.